По примерот на германската десничарска партија ЦДУ, како и австриската конзервативна партија, ВМРО ДПМН, преку промена на статутот решија да се домодернизираат. Функционерите на партијата може да бидат на врвот на пирамидата во партиската организација 3 мандати, и тоа под услов третиот мандат да е избран од страна на партиските тела и органи со двотретинско мнозинство. Овде спаѓа и функцијата председател на партијата. Воедно, новиот статут предвидува и Унија на ветерани, како и форум на интелектуалци на партијата. Потенцираа и дека со овие измени се нагласува рамномерната застапеност на жените и мажите во рамки на органите и телата на партијата, како и воедно застапеноста на младите во внатре-партиските структури. Дел од партиските функционери, како и познавачите на политичката сцена, велат дека овие промени представуваат модернизација на работењето на ВМРО ДПМН и заслужуваат да бидат поздравени. Мана Јаковлевски, Борис Мејковски, Антонио Милошовски, Сотир Костоп се само дел од оние кои велат дека Македонија со ВМРО ДПМН со овој статут ја доби најдемократската партија. Партија која гарантира родова застапеност, младинска вклученост и почита кон основачите и ветераните. Покрај овие промени, укината е позицијата на почестен председател на партијата, што значи дека Груевски веќе не ја ужива таа функција. Во однос на почесни членови и почесни председатели, овој статут на ВМРО ДПМН такво нешто не предвидува, односно ниту Никола Груевски, ниту било кој друг поранешен почесен председател повеќе согласно овој статут не се почесни председатели. Такво нешто статутот не предвидува. За промените на статутот се огласи од СРСМ, велат дека ВМРО ДПМН со овие промени го крие поразот.